Ова е многу значаен зафат за овој дел од градот, преку за целокупното градско подрачје од неколку аспекти. Првиот аспект тоа беше уништен колектор од страна на поплавите, кој што беше поврзан со главниот колектор во кој што се сливаат отпадните води. И рековме дека ќе работиме во две фази. Првата фаза требаше да биде санирање на мостот или изградба на нов мост. Ние дојдовме до средства, направивме нов мост за да го избегнеме оној акутен ударен проблем во делот на поплавите кои што се предизвикува на тој дел од градот. Меѓутоа ова е не помалку значено. Зошто? Затоа што со прекинувањето на колекторот и на бетонскиот прат кој што години беше во реката, отпадните води се излеваат директно во реката и навистина создава многу непријатна слика и гледка. Со овој потек правиме комплетен зафат и го премостуваме овој проблем, правиме комплетен прак на речното корито. Целокупната сума на пари е обезбедила општина Свети Никола од сопствени извори на финансирање и јас верувам дека во предвидениот временски рок ќе го завршиме, а со тоа ќе избегнеме неколку опасности, значи непријатната миризба, не да Боже појава од некои болести и така натаму, и пред се ќе профункционира оној колекторски систем кој што навистина беше оштетен и во поплавите кои што се случија. Јавното комунално предпријатие Комуналец паралелно ќе ги преземе сите мерки за оспособување на колекторот, со што отпадните води нема веќе да влегуваат во речното корито, ќе си паралелно ќе се слеваат во колекторот, нема да има веќе никаков проблем. Па вака, моментално се врши изградба на главниот бетонски прак, кој ќе биде во должина од 16 метри и висина од 4,5 метри со крилни зидови, кој комплетно ќе го реши овој проблем за да ги заштити колекторскиот систем на ова подрачје, која беше критично за овој дел на градот.